Да, продолжуваме со емисијата. Тука во студиото го имаме господинот Оливер Пап, кој е извршен продуцент и дел од организаторите на детскиот фестивал Поточиња. Ке зборуваме за фестивалот, ке зборуваме и за феноменот на детски фестивали, особено сега во време на дигитални медиуми, на интернет, како сето тоа функционира. Кажете ми прво вака како вовет имаме доста ние традиција на детски фестивали во Македонија, но од поодамна уште имаше повеќе, сега не знам во моментов колку екзистираат. Каква е заинтересираноста се уште за тие детски фестивали, за организација, за посетеност, за следење и така натаму? Па, слободно можам да кажам дека сега, можеби овој период од 2 до 2,5 години после пандемија помината со коронавирус, дека иако претрпевме, да кажеме, на ситуација во која што беше доста сериозна здравствено, интересот не опаѓа и за учество и за посетеност на детските фестивали. Конкретно можам да зборам за Поточиња, за она што ние го работиме и ние го организираме под нашата капа и под нашиот бренд. Сметам дека традицијата на фестивали, детски фестивали во Македонија е сосема на здрави нозе поставена уште пред 40 на 50 години. Меѓутоа, како што напоменавте, многу убаво е концепирано прашањето, сега е нова ера, значи дигитална ера, веќе секој дете од најмала возраст има телефон и достапно му е да гледа содржини кои што не се продуцираат во нашата држава, или се од соседството, или се на англиско говорно подречје. И тука можам да кажам дека иако имаме еден вид на нелојална конкуренција, бидејќи тоа се огромни продукции кои што стојат позади сите тие и фестивали, и детски видеа и детски песни, изненаден сум колку добро се носиме со она што го располагаме и колку децата всушност сепак сакаат добра детска, македонска добра детска песна, и сметам дека во овие тешки времиња потребно е, значи, да се збијат редовите и да си ја заштитиме детската музика, бидејќи децата најпрво треба да го научат македонскиот јазик, мајчиниот јазик и нормално потоа да продолжат да учат и да комуницираат што е можно повеќе други светски јазици. И сметам дека во оваа ситуација во која што се наоѓаме ние во овој чуден, да кажам, период, одлично се носиме со сите предизвици како организатори, бидејќи се е лесно кога децата сакаат и да учествуваат и да го гледаат фестивалот. Дали на социјалните мрежи, меѓутоа еве најдобар индикатор е во сала, во голема концертна сала, нешто што чекавме 3 години да влеземе во концертна сала, бидејќи последното концертно издание на Поточиња со сите нишани, така да кажам, се одржа 2019 година. Минатата година успеавме и бевме минатата година еден од ретките единствени детски фестивали кој што бесплатно во градскиот парк на Школка го презентираше новото издание за сите оние кои што сакаат да дојдат, и беше одзивот голем, беше полн градскиот парк. И оваа година повторно сме среќни што имаме можност се она што сме го подготвувале со децата да го презентираме во голема концертна сала, впрочем и најдобрата и најубавата во Македонија, Филхармонија. Да, се погоди пандемијата, се погоди еден чуден период. Се надевам дека веќе се враќаме во нормала. Кажете ми, како ги бирате песните, како ги бирате темите, текстовите? Има ли некаква селекција, имате ли некакви критериуми? Треба ли да има некаква застапеност на одредени теми во песните? Има ли бидејќи вие сте извршен продуцент, сакам да ми кажете од она што се случува зад кулисите, нели, она што не го гледаат луѓето, бидејќи луѓето, децата го гледаат финалниот производ. Да. Вие знаете како тоа како оди. Убаво, значи како што треба додека да се дојде до финалниот производ, потребно е многу работа и визија. Она што го кажавте, значи детскиот фестивал Поточиња има стандард на тоа какви теми и на кој начин ќе ги обработува, првенствено по квалитет и на музика, и на текстови, и на продукција. Меѓутоа, она што е најважно, која е пораката на песната. Бидејќи особено оваа ера изминативе години што фаќа голем замав, која што е секако од секој аспект позитивен и добар
во поглед на информации, разменување мислење и контакти, сепак и децата ги прави ранливи и достапни се многу содржини кои што не се соодветни за нивната возраст. Ние се држиме до тоа дека темите кои што ги обработуваме во песните мора и треба да бидат согласно дел од наставно-образовниот процес во училиштата и во градинките. И тоа го правиме на тој начин да се трудиме да ги застапиме оние теми кои што вистински на децата и стварно реално им се потребни, затоа што кога ќе учат некоја нова наставна содржина или некој нов збор или некоја нова појава или нешто било што е вклучено во самата програма, преку песна најлесно ќе го разберат. Преку неколку стиха, преку певлив рефрен. Значи, нашата концепција е таа. Макотрпна е работата со децата, меѓутоа плодовите и резултатите, тие среќни детски лица и на сцена, и во публика, и нивните родители кои што, да кажам, сите се во неверување што е направено, бидејќи финалниот продукт го знаеме само ние и децата кои што учествуваат, меѓутоа публиката кој ќе го види и нивните родители, тоа ни дава еден мотив и ни дава една потврда дека сме на вистинскиот пат, бидејќи слободно можам да кажам по и наши истражувања, денеска и се е достапно на YouTube, не мора нешто посебно човек да се труди за да дојде до одредени снимки и видеа, веќе голем дел од завршните приредби во градинките може да се гледаат на YouTube и завршни приредби на првите класови во училиштата. Застапеноста на песните од Поточиња е огромна, преку 70%. Тоа е најдобар доказ дека она што го работиме ние е прифатливо за децата, што е најважно, меѓутоа уште поважно, што и наставниот кадар и родителите препознаваат дека тоа е добра содржина, квалитетна содржина, која што вреди да им ја пуштат на своите деца, да ја слушаат и да ја гледат, или пак да ги донесат да го проследат фестивалот. Да, ние гледаме и по нашите деца, отприлика има еден период кога ги гледаат. Имате ли вие ваша таргет група, да речеме, од колку до колку години, кои деца се отприлика инволвирани, да речеме, може да учествуваат, кои ги слушаат најмногу вашите песни, до колку години? За деца учесници конкретно, со кои што работиме и го подготвуваме репертоарот, тоа се си оди на аудиција, која што организираме традиционално секој септември. Возраста конкретно е на возраст од 5 до 10 години. Значи тоа е возрастната граница на деца со кои што се учесници, значи кои што се дел од хорот и членови се на фестивалот Поточиња. Со оглед на публиката е од најмала возраст од година и пол па до некаде 9-10 години. Меѓутоа, можам да кажам дека она што е главно и ударно, тоа се поголемите групи во градинка и првите 2-3 оделенија во основно училиште. Така што сметам дека ние како организатор на фестивалот и ние како креатори на содржината сме одскочна даска или прв чекор кај што децата се соочуваат со музиката на еден посериозен начин и, што е многу важно, со јавен настап. Многу од децата кои што почнале на Поточиња со 5-6 години и биле дел од фестивалот 3 или 4 години и повеќе, сега се веќе возрастни и се во музички води на друга аспект. Токму тоа сака да ве прашам. Тоа имате значи примери на деца кои почнуваат со Поточиња, а потоа стануваат сериозни или професионални музичари или продолжуваат да се занимаваат со тоа активно? Да, секако. Значи имаме примери каде што дел од нив се инструменталисти, дел веќе во средно училиште се на музичко, поголемиот дел ја одбираат музиката како правец, благодарение на тоа што ги поминале тие години на Поточиња и ние сме успеале да им ја всадиме љубовта кон музиката, да продолжат и понатака да се ориентират во тој правец. Меѓутоа и нас суштината не можеме, ние сме свесни дека не е ова само како што е, нели, се фалат сите кои што работат генерално со популација детска или тинејџерска, дека ова е вау сега детски ќе правиме ние музички ѕвезди. На оваа возраст најбитно е децата да се социализираат, да се научат на дисциплина, да се научат дека со макотрпна работа, вежбање, нашите подготовки се повеќе од 6 месеци за фестивалот, активни подготовки, проби и дружба. А се останатото ќе си дојде. Бидејќи пубертет, мутира глас, други се јавуваат нели кај децата,
И ние не можеме сега тоа да го представуваме дека ова е сега, ние од 5 или 6 годишни деца ќе правиме некои музички звезди. Напротив, значи ние сакаме прво да имаме воспитно, образовна и едукативна содржина, да ги насочиме кон вистински правец и вистински вредности. А се тоа е полесно преку музика и преку песна, која што подоцна на децата приметуваме во подоцнежните години им раѓа желба и љубов да се бават и понатаму со музика и на тоа сме особено горди. Добро, немаме уште една минута, имаме до крај, ве молам така за еден покус одговор. Не е тајна дека тие песни чина, дека се плаќаат да се направат песни, дека тоа кошта. Постои некое верување кај луѓето дека доколку платите, секое дете може да пее. Дали е тоа навистина такова пракса? Тоа во пракса не е така, барем кај нас, бидејќи како може некој да пее ако не знае да пее? Мислам, ние имаме селекција, аудиција правиме. Значи зборам сега за Поточиња конкретно, не можам да зборам за други проекти. Секој септември имаме аудиција. Децата се презентираат, ќе си отпеат една песничка, се проверува ритам, се проверуваат неколку основни музички вежби, доколку ги задоволуваат критериумите, стануваат член на фестивалот и членови на хорот, а понатака низ подготовките и низ пробите се потенцијални солисти. На фестивалот Поточиња за овие 20 години продефилирале деца на луѓе кои што во општество ги препознаваат дека се, да кажам, богати. Ма не добиле песна, си биле дел од хорот. Разбирате? Значи сепак мора да има некакви... Мора да има минимум предиспозиции и квалитет за да се стане солист и да се добија песна. Меѓутоа сега публиката и гледачите да не разбера дека тука е нешто премногу, да кажеме, ригорозно. Ние знаеме зашто кој станува збор. Да, сепак се деца. Сепак се деца и ние се трудиме да го извадиме максимум. Да, добро, и за на крај само уште вака кратко, кога е фестивалот, каде? Во колку часот? На 18 и 19 јуни, односно овој предстоен викенд што ни следи, сабота и недела, во големата сала на Филхармонија, 19-то издание на детскиот фестивал Поточиња, со представи од 11, 13 и 19 часот. Сите кои што сакаат да не проследат, да не гледаат и да им овозможат на своите деца екстра забава пред се за нив, билетите може да ги најдат во продажните места на МК Тикетс, онлайн на karti.com.mk и на самиот ден на представите, односно во сабота и недела, ќе можат да најдат билети на билетарата на Филхармонија. Господине Пап, ви благодарам за ова гостување. Благодарам и вам на поканата. Ова беше последно гостување во ова студио 10. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.